Во групата обвинети е едно лице кое на 27 април преку телефонски повик во 14 часот и 30 минути било известено да ја започне акцијата. Новинарите инсистира, обвинителството не одговори. Каде стигнала наредбата за да се влезе во собрание, не кажа од која функција било тоа лице? Не можете на вакво клучно прашање да не одговорите. Тие детали ќе бидат натаму видливи во текот на постапкот. Ама покренато обвинение. Ви благодарам. Токму овој аспект од обвинението е предмет на најголеми критики. Тука главниот го нема, значи во обвинението, и тоа е стварно голем пропуст. Дали и крвавиот четврток, како и диво населје, ќе се сведе на казни за извршителите без да се чепнат нарачателите. Откако телефонскиот број, сопственост на службата за општи и заеднички работи на владата, енен лице од обезбедувањето на Никола Груевски, тогаш претседател на политичката партија ВМРО-ДПМН, а кои се наоѓале во Виена, Австрија, во 14 часот и 30 минути контактирало со обвинетиот Александар Василевски Нинџа. Овој дел од обвинителниот акт за настаните на 27 април минатата година, со кој се опишува почетокот на целата операција за упад во парламентот, продолжува да предизвикува најмногу реакции во правната и општата јавност. Аналитичарот Саша Ордановски, кој во својата колумна насловена Војводи без востанија го анализира токму овој аспект, отвора уште една логична дилема. Бидејќи обвинителството констатира дека се работи за врвно организиран насилен акт, во кој што се знаело кој каква улога има, во кој што се знаело кој ќе бил под маски, кој ќе носи оружје, кој каква цел имал. Имало таму разни фолклорни елементи, но имало и професионалци кои што биле вклучени во сето тоа. Па според тоа јас поставам логично прашање. Ако е целата таа организација таква, тоа тогаш таа не може да започне во 2:30 со како што обвинителството го представува обвинителниот акт, во 2:30 со самиот чин на тргање кон парламентот. Или со други зборови, зошто обвинението се ограничува само на неколку часа действија што се случиле на 27 април, а не и на евентуално планирање и логистика од претходните денови и седмици. Познато е дека во тој период од протестите, но и од други јавни настапи беа испраќени пораки дека државата е нападната и дека само народот може да ја одбрани. Например, Никола Груевски во интервју за Сител, со читање на однапред подготвени тези, меѓу другото рече: Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе им ја одбрани државата, длабоко се во заблуда. Државата може во ваква ситуација да одбрани само народ. Добро, постои ли капацитет за одбрана на унитарноста на државата? Дали постои капацитет? Секако дека постои, но во ваква ситуација тој капацитет е исклучиво во рацете на граѓаните. Сведувањето на опфатот на само 8 часа, од 14:30 до 22:30 часот, е првиот дискутабилен елемент од обвинението. Вториот проблематичен елемент е споменувањето на НН лице, со чие јавување започнало мобилизирањето на групата под маски, која подоцна упадна во собранието. Дилемата што јавно се коментира е како може толку важен дел од обвинителниот акт да се темели на лице со непознат идентитет. Правниците се речиси едногласни во забелешките. Да ставите НН лице со телефонски број и која работна задача ја извршувал во тој момент, а да не му го кажете идентитетот, тоа не може да биде НН лице. Како може да биде непознат идентитетот на некој на кој што имаме телефонски број и на кој што знаеме дека бил, знаеме во Виена бил и знаеме дека бил во рамките на обезбедувањето на Никола Груевски. И ова е несериозно. Тоа е суштинскиот пропуст на ова обвинение, бидејќи едноставно продолжува праксата во Република Македонија, каде што извршителите се казнуваат, меѓутоа не и организаторите. И нормално нарачателите и сето тоа. Сега многу е јасно од целата ситуација, ние знаеме кој беше во Виена тој ден и како тоа се одвиваше и зашто токму од Виена дошол повикот. Знаете, нема никаква случајност таму и не е толку тешко да се утврди кој било лицето кој што изборел во тој повик. И мислам дека тоа е најголемиот пропуст. Никола Груевски на пресконференцијата одржана во раните утрински часови на 28 април, веднаш по враќањето од Виена тврдеше дека настаните го затекнале за време на средбите што ги имал во австрискиот главен град.
Токму кога доцна поподнево ја одржував последната средба со Карл фон Хасбург, представник на моето обезбедување, влезе и ме извести што се случило во македонскиот парламент, пошто веднаш ја прекина средбата. Груевски тврдеше дека дури доцна попладнето тој ден, прв пат слушнал што се случува во Македонија, наспроти обвинителството кое наведува дека повик од Виена имало неколку часа порано и дека по тој разговор почнало собирањето на групата подкачалки. Дали сте информирани кои се ги носеа качулките? Што? Качулките на глава, овие што се за скривање. Како ви изгледа логично? Како можам да сум информиран кога има такви на глава? Знаете што? Како ќе ги видам кои се? Полицајците кои беа на обезбедување комуницираа со нив. Не знам, треба, ако имало таква комуникација, треба некој да ги праша тие полицајци што имале таква комуникација. Груевски во денешната изјава повикот од Виена го сведе на обичен семеен разговор меѓу обвинетиот Александар Николовски Нинџа и неговиот брат кој во тој момент како телохранител на Груевски бил во главниот град на Австрија. Да имаше доказ против мене, ја одамна ќе бев немаше да бидам тука. Што не значи пак дека тие што ги уапсија дека се виновни, апсолутно. И тие не се виновни, но еве тие го понесоа товарот на тој случај. Јас разговарав со членот на моето обезбедување, кога го прашав дали, откако ги прочитав овие наведи, дали имало некаков разговор, ми рече дека, како и секој друг кога ќе замине на пат во странство, имал телефонски краток разговор со неговата сопруга, семејни разговори и со неговиот брат, исто така семејни разговори, и тоа е се, ништо повеќе од тоа. Да имаат докази, до сега немаше да бидат работите вакви како што се во однос на сето тоа. Еве јас ги повикувам, ако имаат било каков доказ против мене, веднаш, без двумење да го објават. Со оглед на фактот дека обвинителството не може да има содржина од разговорот, може да има само метаподаток со кого е остварена комуникацијата, дали сметате дека тоа е намерно насочување за да се пласира информација за ваша деградација во јавноста, дека ете и вие сте биле вмешани во... Не само што е намерно насочување, туку е и правено така да се објавува на рати во фази. Прво се каже дека мој телохранител, внимавајте, во обвинението тоа не го пишува, но 90% од медиумите изјавија во насловите дека нарачал инцидент. Тоа не го пишува во обвинението. Ако го пишуваше и тој, јас веројатно ќе бевме под сериозна истрага или ќе бевме обвинети. Но аналитичарот Ордановски прашува дали има некој што верува од сето ова, па и повикот од Виена, можел да се случи без знаење на Груевски. Бидејќи во тоа време во Виена беше премиерот, а бидејќи телефонот на кој е направен телефонскиот позив припаѓа на владата, службен телефон, тогаш прост е заклучокот дека нема кој друг да ја дел наредбата, освен веројатно самиот премиер, бидејќи јас не можам да поверувам како претпоставам и 99% од јавноста во Македонија дека некаков бодигард на премиерот ќе даде тој тип на овластување на луѓето кои на терен треба да ги спроведат тие акции. Така што од сега натаму е практично проблемот како тоа да се докаже. Инаку мислам дека на ниво на логика и на ниво на некаков јавен впечаток јасно е кој стои за целата операција. На прашањата на 360 степени зошто не е утврден идентитетот на НН лицето и зошто во обвинителниот акт го нема инспираторот или нарачателот. Од јавното обвинителство велат дека истрагата не е запрена со обвинителниот акт и 30 мината обвинети. За повеќе информации бараат време. Истрагата утврди дека во организацијата на настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија биле вклучени и одреден број засега непознати лица, зашто во следниот период продолжуваат истражните действија со цел целосно расветлување на настанот. Со оглед на тоа што во тек е превземање на действија, согласно законските одредби, обвинителството за нив не е во можност да сподели детали. Јавноста ќе биде известена кога ќе се создадат услови.